Европа збори за број на болнички кревети на интензивна нега. Ние цело време збориме, се отвараат, не знам, на кожно, на нефрологија, на нервно се отвараат. Колку тие кревети се кревети за интензивна нега? Колку тие луѓе што работат таму се обучени да работат таму? Значи, јас пролета во една емисија кажав дека прво што треба да се направи е обука на здравствениот персонал за целава ситуација. Министерот кажа дека тоа се учи во средно медицинско. Па не знам, еве, во Франција Макрон, на пример, кажува дека на крајот на ноември ќе имаат уште 2000 кревети за интензивна нега. На прашање новинарско зошто на крајот на ноември, па вели тогаш ќе заврши едукацијата, обуката на персоналот. Значи сега, зашто на нив би им било потребна обука, на нас не? Проблемот е што се навредуваат матичните доктори дека не сработиле како што треба. Во болниците, луѓето кои што се во ковид центрите, ковид болниците се преморени од месеци оптеретеност и работа, а сега останатиот дел од здравствените работници се фрлени во оган неподготвени, каде што брзо ќе прегорат. Јас не знам што ќе остане здравствениот систем во земјава за понатаму. Значи, едно тотално без грижа, без размислување, делување моментно само, без некаква стратегија што и како ќе се случува понатаму. Затоа што, не знам, се отворил во Струмица, се отвориле одделение, се отворило. На одделението луѓе треба да работат. Значи, секаде има недостиг на персонал, а персоналот неадекватно се користи, неефикасно се користи и се троши. Значи, сето ова не дава воопшто надеж дека добро ќе се случуваат нешта. Која е логиката за човек кој што има симптоми, кој што најверојатно е болен, да чека една недела, па да чека уште една недела решение да му стигне, па за тоа време или ќе оздрави или ќе умре. А во меѓувреме како што се шета, уште не знам колку луѓе ќе дојде во контакт со нив. Системот самиот е тој кој што креира проблем. Матичните лекари исто така постојано го бараат тоа да се тргнат термините. Значи, матичните доктори да можат по клиничка слика, по свое видување да праќаат на тестирање и тие тестирања континуирано да се прават. Меѓутоа, моментот кога луѓето се преплашени, имаат некакви симптоми, мора да се тестираат, одат по приватните лаборатории. Значи, има информации дека неделно околу 2 милиони евра заработуваат тие неколку приватни лаборатории кои што имаат дозвола од Министерството да ги прават тестовиве. Меѓутоа исто така има информација дека има неколку лаборатории кои што имаат поднесено барање за да се одобри да може да ги прават тестовите, не им се дава. Зошто?